Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Значи, другар, видеото е за хемијата, што се stacking rewards, како се зимат, како работат. Другар, има видео на таа тема, али еве едно ново видео да ударам. Значи, имаш, гледај, прво да те научам. Дека го бев отворил само да видиме. Гледај, ставаш фонд на македонски, тука, на македонски, и да напишеш што е, на Google ќе копираш stacking rewards во крипто. Значи, вештачката интелигенција на Google, брат, без да чекаш ја да ти кажам, значи, ќе ти објаснам на Google како, на македонски, ќе ти го покаже. Значи, многу е битно и сам да се научиш да знаеш. Значи, објасни ти награди од крипто вложување, стейкинг. Вика наградите од крипто вложување стейкинг, дрн јариња, се како камата или дивиденда заработени. Не е добра, нели, не е добар преводо, али сакам да ти покажам дека нема потреба да чекате, значи ја да ви кажам што е. Значи сами треба да се учите на Google, да го користите дури на македонски што е на англиски stacking rewards во крипто, гледате ли? И он автоматски кога ќе види првото зборче е македонски и ви го преведува и ви го става на македонски. Значи точно треба сами да истражите, значи комплетно, сега нема ти го читам во 2 сата, за кратко време може да го прочиташ, али шо е? Значи наградовате кога ќе ги ставиш на одреден волет, кога ќе ги ставиш тие коини или токени, што ќе ги избереш, и ти добиваш награда од фактички од целата мрежа, од како се вика, сите трансакции што се движат на за тај коин или за тај токен, ти добиваш дел од тие трансакции, добиваш у форма на пример на Cardano го ставаш на Daedalus Wallet. На Daedalus Wallet го ставаш, што е најбезбеден новчаник до сега за Cardano, си има посебен, од 4% до 4,5% дивиденда, лихва, како сакаш го наречи, stacking rewards у криптото, ти дава за тоа што ти ги држиш на тај новчаник и ќе избереш пул. Значи ќе избереш еден тип кој што е уложил, да речеме, има мокен компјутер, нон-стоп му стои тај уклучен компјутер, за разлика на тебе не мора да е нон-стоп уклучен, ти го избираш тај пул и у тај пул се улегнале, да речеме, 50 души, 100, и како група на луѓе што сте се собрале, например, Cardano ти е, еден коин ти е, еден токен ти е како на времето што беа, најпросто да ти кажам, како на времето што беа тие машините на Ethereum, и ти треба да имаш машини на Ethereum, тоест графички, и тие графички се борат, се како сервери, и тие графички се борат за тие трансакции, значи колку помокни графички имаш, колку многу повеќе графички имаш, успеват многу повише трансакции да обработат, разбираш, дават сигурност на мрежата, нон-стоп е уклучено и за возврат ти добиваш, бориш се за тие трансакции, добиваш ги у форма на Ethereum. Сега веќе Ethereum нели нема, 32 Ethereum ти требат, еве тука мислам дека опишуваше. Еве например самостојно вложување, self-staking, водење собствен валидаторски јазол и директно вложување на вашата крипто, не е добро преведено. Ово обично бара значителна минимална количина на криптовалути и техничка експертиза, например вложување на Ethereum бара најмалку 32 Ethereum. Значи кога Ethereum беше $92 и никој не ме слушаше, значи сега Ethereum 32 да купиш кошта чудо од пари, затоа што нема секој пари, толку, за да купи 32, да речеме имаш 0.10 Ethereum, 0 пола Ethereum, 1 Ethereum, 2, 3 Ethereum, тражиш сигурни берзи како Binance, таму ги ставаш на stacking rewards, разбираш, там поголема група на луѓе ќе вложат и самиот Binance веќе има 32, да речеме 32 се ставиле по 1 Ethereum, има 32 Ethereum, Binance ги си праве собствена машина, да речеме, како да копа со помош на Ethereum, а на тебе ти дава многу помалку ти дава. Например, 32 Ethereum сам да ги имаш и да ги затвориш, колку даваше, леле, забрив? Колку даваше проценти, бе?
How much you take for 32 Ethereum in staking rewards? Чекай, забрив дали е сменето. Значи staking 3 carrying through 1.6 to... Значи стекинг, ако гледаш инвестички делегация да прашува, ти бев забрил 32 етериуми сам да си направиш такава машина, што е тешко, нели треба да имаш нон-стоп да е уклучен таа машинка, нон-стоп да имаш неограничен, да имаш стабилна струја и стабилен интернет. Ако немаш стабилна струја и стабилен интернет, да не филозофирам, ако ти падне таа машина, да падне нели машината, да падне мрежата, губиш од таа етериум и не е препорачува сами да уклучите, затоа ќе си тражите берзи, како Binance, сигурна берза, таму ќе си го стекате. Али сам да имаш, например, ќе ти дава од 1,6 до 2,2 етериум на година. Значи, annual reward rate е од 4 до 7% соло валидација. Што е многу тешко тоа чудо да се направи, еве ја не сум го направил, пошто нема таков. Значи замислете си да ставам 32 етериум и да ми падне, да нема струја во Македонија, во Америка е нон-стоп паѓа струјата, нон-стоп проблеми со интернетот и фактички од тие 32 етериум ти зима како казна, што е комплетна глупост и никош нема да држам на тај начин сам. Додека на Cardano немаш никаква казна. Значи на Cardano и таму се заклучуват на Ethereum, на Cardano не се заклучуват. Значи на Cardano нон-стоп може да ги извадиш од тај новчаник. Значи овој Daedalus Wallet ти треба малку подобар компјутер сега, да не се лажеме, понапред можеш со секој. Не мора да е нон-стоп уклучен, значи ставате ги, треба да знаеш што правиш, да лодираш го, сит фразата не дај Боже да изгубиш. Крај там нема на кој кол центар да се јавиш да ти помогнат. Децентрализиран новчаник е, никој не е успеал да го хакира. Ако си ја забраваш таа сит фраза, толку, губиш ги сите токени и фактички пари. Значи, треба да знаеш што правиш, не е за неискусни, симнуваш го, треба да имаш подобар компјутер, ставаш било колку, не е било колку, на Cardano беше минимум, многу малку беше, 10 ако не се лажам. Мислам дека беше 10 Cardano. How many Cardano tokens you need to put for staking rewards on Daedalus Wallet minimum? There is no universal minimum to stake Cardano, but a minimum of 1 ADA is needed to create a transaction on the network. Plus a 2.7 ADA deposit and transaction. 5 ADA, значи просто кажано ти треба нели за трансакција да го активираш волето. Гледаш самиот во ти кажува вештичката интелигенција, плюс ви учам нели како да користите вештичка интелигенција. Кажи го значи минимум 5 Cardano, 5 ADA да ставите на тај Daedalus Wallet, фактички ќе може да активирате. Значи ако не знаете што треба да правите, не ни пробувајте. Таму се стават, зима се од 4,2%, зависно кој валидатор ќе го изберете. И тоа е на година, нон-стоп на 24 сата ви ги дава Cardano и може одма да си ги повлечете, да си ги ставите на берза и да си ги продавате. Друг, ја што сум го користил сигурен е, гледате, одете на app.axiinfinity.com, гледајте да не сгрешите. Значи, одете у овај дел тука, AXX Staking. Значи на AXX Staking ви дава 13%, падна многу, пошто самата компанија више стави, гледаш 135 милиони AXX моментално се ставени и дава 13%. Значи тоа ќе треба у наредните месеци или години треба се намали минимум, мислам дека беше на 7%. Значи еве имате и AXX е високо ризичен, сега држи цена $2,16, али е високо ризичен, така да внимавајте што правите. Да речеме за $1000 ако купите AXX на $2 и го ставите на нивната гледаш. Ово е многу безбедно, мен никош до се не сме хакнале. Така да, значи ако оставите на нивната еве тука стейк, и unstake имате, значи одма се стейкнува и одма се unstake можете. Значи Cardano и AXX тоа е доброто кај нив. Не се заклучуваат трајно, како Ethereum, там колку време требаше да стои заклучен за брев сега. Минимум има колку треба да стои Ethereum заклучен, додека AXX и Cardano не.
нема потреба, значи можат одма да се извадат. Значи 13% имајте у предвид дека може да падне до 7%, значи и цената не се знае колку ќе лита, колку ќе паѓа. Тука ако $1000 сте купиле AXX да ставите на Staking Rewards, минимум ставете $1000 на Cardano. Значи ако изгубите на AXX, да речеме да падне под $1, за разлика нели што треба се мислам треба да се продаде, треба да стигне $25 барем или $15 во bull market за да се оправат, за народот да има уште доверба да играе. Значи ако ставите AXX $1000, треба да имате $1000 и Cardano да речеме, минимум да ви ја заштити инвестицијата. Ако изгубите таа ледарка на AXX, Cardano да знаете дека ве држи. Значи после 4 години со сигурност ќе ви го избие. Ако не успеете нели на време да го продадете. Дори и овај bull market може да, ама просто кажано. Значи тоа е. Друго имате на и 17 се продава, 300 се продават на тоа после ќе видиме. Другари, значи кај мене имате под секој видео имате на play.staratlas.com, значи одете на DAO, значи одете на Launch the Govern App. Тука треба да знаете, значи тука се конектира волето, значи конектирате се на Phantom Wallet и тука другари Manage Locker, кај мене ќе се помачите да најдете у видеото. Значи имате тука се става Polis DAO, се става на Staking Rewards и ќе ви пресмета колку. Внимавајте да не ги заклучите за трајно. Ја наредното видео ќе го направам сега кога треба да се стават, за да улеземе у airdrop-о. А другото е Atlas Locker. Значи Atlas Locker, Atlas токено, уствари ќе ви требе withdraw беше минимум 21 ден да го извадите. Додека DAO Polis, вие бирате на колку месеци ќе го заклучите. Што заглави ово? Обие студиото нешто ме зафркава. Вие бирате, гледате тука на 2 недели, на 1 месец, на 3, на 6 и на 9. Внимавајте, еднашка ставате ли го на 5 години, на 4 години, следните што ќе ги изберете, исто само на толку години може да заклучите. Затоа внимавајте што правите за Staking Rewards, треба ви на 3 месеци, од како ќе почне сега за airdrop по Staking Rewards, треба ви значи на 3 месеци, ви треба да го ставите за да бидете у таа награда за airdrop. Значи ќе снимам следно видео кој ќе пуштат за една недела две. У тест фаза се за Zinc airdrop. Ево тука е Zinc airdrop. Значи и тука ќе има Connect Wallet со Phantom и тука ќе имате ќе бидете у игра ако ставите DAO Polis на Staking Rewards и Atlas токени на Staking Rewards. Значи другар уствари хемијата. Ја промислев дека еден пријател од Кочне, ама не е, значи ова е сасвем некој друг, мислам. Значи што се Staking Rewards, како се земат, како работат. Ево објаснив ти. Другото останува у 15 минути, другари. Сами треба да совладате овоа. Значи имате еве на македонски, на вештачката интелигенција. Значи google.com у search, другари, имате што е Staking Rewards. Треба да го прочитате, да го процесирате и да видите на кој начин да пробате со помала сума работи Daedalus Wallet, AXX ли ќе го ставите, значи иако AXX е високо ризичен, ви кажувам, значи Cardano е тука се држат. Ако ништо не знаете, ништо не разбирате, другари, на Binance, тамо се држете, там да ги држите за Staking Rewards. Тамо ви е најлесно. Ово е за про, тие што знаат овие волите или за некој што лично ќе ви покаже, за да не заглавите како да работите со овие, ова какво каже го, затоа ќе отворам нели Крипто Академија. А ако не знаете што е, другари ќе се држите на Binance. На Binance многу лесно е. Дават ви за една недела, за еден месец, за неколку дена имате на Staking Rewards да ги ставите Cardano, Solana, Ripple, BNB. И фактички самата берза ви одлучува колку ќе ви даде и тамо е многу лесно
клейм да направите или директно ви ги дава у волет да си ги продадете и да работите со нив. Значи не правете нешто што не разбирате. Ако ме више другар прашаш, значи не знаеш ништо за тоа што е како е, имаш нели Google за да го истражиш, не можеш, окей, затоа ќе има другари, завршија 15 минути. Затоа другари ќе има Криптоакадемија, Бујром другар, хемијата ќе се запише на Криптоакадемијата, таму лично ќе се покаже како да креираш волет и како да ја чуваш таа сит фраза и сите тие работи. Затоа што другари, сите информации ви се достапни на македонски, имате ке мен да пролистате на канало, чим ве мрзе, хемијата чекам те у Криптоакадемијата, а плюс еве ти вове ти да додов што е за стекени.